Три категории на прашања гостиварските средношколци од 4 училишта учествуваа на квиз надпревар по македонски јазик и литература. Најповеќе знаење покажа учениците од гостиварската гимназија. По повод денот на браќата Свети Кирил и Методи, Советот на млади од општина Гостивар организира квиз на знаење по македонски јазик и литература. Квизот е организиран во соработка со Домот на култура на Гостивар. На квизот се надпреваруваат ученици од средните општински училишта. Формирани се 4 тимови од по 4 ученици. Во жури комисијата ни е составена од 4 професори по македонски јазик и литература и еден член на Советот на млади. Има 3 категории на прашања. Категорија на прашања со заокружување, категорија на прашања со дополнување и прашања со обичен одговор. Тридневната прослава беше одбележена со неколку активности. Беа наградувани составите на учениците, а гостуваа и поети од Србија и Бугарија. Денеска ни е третиот ден од манифестациите што ги организираме по повод 24. мај, денот на Свети Кирил и Методи. Реално да кажам, добро поминавме, затоа што и лесно ни беше, затоа што овој пат соработувавме со партнери, како Средно економско училиште, со невладината организација Културен бран и денеска со младината на општина Гостивар. Дефинитивно да, работиме у тоа и со вработените и со сите тие граѓани кои дефинитивно сакаат да потврдуваат дека во нашиот град постојат културни вредности и дека сме отворени за промовирање на културните вредности од другите места. И верувам дека работиме со сите сили, со добри намерни пријатели и верувам дека Центарот за култура нема да дозволи да го изгуби имиджот за кој се бориме ние секој ден да се гради и да биде појак. Идејата на Зенки е ова манифестација да биде дел од традицијата во Гостивар и во иднина истата да биде балканска манифестација. Цела ова работа сега не веруваме, него работиме на тоа, све ќе заврши ова манифестација, ќе заврши со еден алманах кој ќе се промовира, ќе влезе во другите книги или во рафтовите на библиотека, која што ќе биде достапна на сите тие што сакаат да ги читат работиве. И конкретно за оваа работа веруваме дека идната година, нормално, иако не поддржуваат институциите, државни институции, ќе пробаме да ова да направиме на балканско ниво. Вака степ бај степ, како што викаат, чекор по чекор. Прославата по повод денот на македонските просветители продолжи со литературно читање, приредено од средношколците на Гостиварската гимназија и Средното медицинско училиште.